sebe. Na Kruševskата republika, god se delče pitu gori, da me gruješ sandanski. God se delče pitu gori, da me gruješ sandanski. Gorite makedonski šumno pevak, novi pesni, novi vesnici. Makedonija slobodna, slobodno žive. Makedonija slobodna, slobodno žive. Почитуван председател на ВМРО ДПМН и председател на владата на Република Македонија, господина Никола Груевски. Почитувани членови на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Почитувани представници на државните и партиските институции. Почитувани членови и симпатизери на ВМРО ДПМН. Браќа и сестри, добре дојдовте на 21-та годишна конференција на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. И оваа година, како и изминатите 20, млади од цела Македонија, членови и симпатизери на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН, се собраа за да бидат присутни на 21-та годишна конференција на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. 21 година од постоењето на УМС на ВМРО ДПМН. 21 година од создавањето на визија за младите во Република Македонија. УМС во изминативе 21 година покажа дека за главна одлика ги поседува посветеноста кон работата, енергијата, сплотеноста и вербата кои водат до успешност. Браќа и сестри, пред да го започнеме официјалниот дел на нашата конференција, ќе погледнеме еден аудио-визуелен перформанс, исполнет со овие одлики. Би сакал да ги поканам на сцената младите луѓе кои ќе не забавуваат со нивниот одличен настап. Поздравете ги, гудачкиот квартет и Брейкале!
Младиот човек кој е заинтересиран за развојот на земјата и чувствува одговорност, кој е посветен со своите идеали и енергија, треба да биде пример за секој. Младите луѓе се клучниот сегмент од развојот на секоја држава. Тие се моторот кој ја движи ВМРО-ДПМН. Затоа, вашиот придонес во процесот на создавање на силна и развиена држава е повеќе од потребен. Токму затоа, ве повикувам сите заедно да ги проследиме пораките на неколку некогашни активисти на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН, сега успешно етаблирани политичари на ВМРО-ДПМН во Македонија. УМАСА од секогаш била организација која што знаела да ги препознае мотивираните, вредните и посветените и да им даде шанса да си помогнат и себе си, но да помогнат и на своето семејство, на својот град и на својата држава. Од членовите на Унијата на млади сили секогаш се очекувало да бидат интелектуална перјаница на нашето општество, од секогаш се очекувало да бидат авангарда помеѓу младите луѓе и од секогаш се очекувало да бидат реперот на моралните вредности во нашето општество. Од членовите на УМАС на ВМРО-ДПМН секогаш ќе се очекува да бидат оние кои што ќе бидат добар пример за својата околина. Вашите ставови и идеи се основата врз која што ќе почива иднината на нашата земја. Нашето минато и се поклонуваме пред нашите предци и основачите на ВМРО. Тоа е нашиот завет, тоа е нашата историја, ВМРО е нашиот национален идентитет. Ваша чест и ваша обврска како млади членови на ВМРО-ДПМН е да го чувате овој историски завет на македонците и да му обезбедите иднина во политичкото живење на Република Македонија. Бидејќи вие сте иднината на Македонија и ние сме сретни што нашата партија има толку способни и млади родолюби во своите редови. Унијата на млади сили е енергијата на ВМРО-ДПМН и вие сте нашиот ентузијазам. Јас го дадов својот скромен придонес за УМС, а се радувам кога гледам дека УМС привлекува толку многу луѓе во своите редови. Бидете смели, бидете решителни, продолжете само напред, вие сте еднината на ВМРО и вие сте еднината на Република Македонија. Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН доаѓаат од најразлични средини од целата држава, но она што е заедничко и што ги обединува е вербата. Вербата во подобра иднина и вербата во подобро утре. Оптимизмот кој што го носат членовите на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН е движечката сила на Република Македонија. Ако ние веруваме во себе, ако веруваме во Македонија, ако веруваме во сопствените потенцијали кои што ги носиме и во исто време вложуваме во своето знаење, во своите вештини и во своите можности, тогаш ќе успее и Македонија. Ако ние веруваме, ќе верува и светот и на тој начин ќе покажеме дека она што ја прави една држава не е нити големината на територијата, нити рудните богатства, нити нафтените извори, туку тоа се луѓето и нивните знаења и она што го носат во себе. Затоа, членовите на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН мора континуирано да вложуваат во своето знаење и вештини, да се надпреваруваат со своите најдобри врсници од светот и да ги носат најновите и најдобри идеи од светот во партијата ВМРО-ДПМН како би можеле да ги преточиме во Република Македонија и на тој начин да ја направиме нашата држава едно поубаво место за живење. Што значи да се биде член на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН?
Тоа подразбира да се има развиено силно чувство за одговорност, како спрема поединецот, така и спрема државата. Вредностите кои унијата на млади сили ги негува од самите почетоци се демохристијански вредности. Ние сме се бореле за држава во која што традицијата е подеднакво важна како и европската иднина. Пожртвуваноста, искреноста, лојалноста се само дел од карактеристиките кои што треба да ги поседува секој еден член на унијата на млади сили. Ако ова го постигнеме, тоа ќе се одрази на целата татковина. Секој млад човек поседува нескротлива енергија. Енергија која може да ги менува работите и да ги придвижува кон подобро. Кога сте сами, многу потешко можеме да го искористиме сопствениот потенцијал, да ја реализираме зацртаната цел. Токму затоа постои унијата на млади сили. Целта на УМС сите овие години е да ги исплотува младите луѓе кои што имаат прогресивни идеи, верба и посветеност да создаваат нови концепти. Група на млади индивидуи кои имаат капацитет тимски во духот на демохристијанската идеологија, со крената глава да го продолжат патот на напредок. Ве охрабрувам да продолжите да го негувате духот на заедништвото, затоа што само на тој начин ќе бидете сигурни дека сте на вистинскиот пат. Сите ние се радуваме на секој ваш успех, затоа што на тој начин вие ја создавате еднината на Република Македонија. Голема организација во рамките на партијата ВМРО ДПМНЕ, која што ја сочинуваат голем број на млади луѓе. Сите тие секојдневно работат заедно, функционираат и ги учат вистинските вредности во животот, и учат тимската работа. И јас верувам дека секој оној кој што ќе произлезе од ВМРО ДПМНЕ, од унијата на млади сили, дека ќе биде подготвен за поголеми предизвици во животот. Јас верувам дека сите оние млади луѓе кои што биле дел од УМС се подготвени во животот за многу поголеми предизвици. Исто така верувам дека од УМС ќе произлезат идните лидери на Република Македонија. Секојдневниот придонес на УМС во градењето на Македонија е бесценен. УМС е една од најсилните алки во синџирот што ја влече Македонија напред. На Македонија и се потребни вашите идеи, вашите размислувања, вашиот конкретен придонес за подобро утре. Преку постојана надградба, УМС на младите им овозможува да бидат цврсти и да бидат самостојни во носењето на сопствените одлуки. Преку постојаната соработка со другите демохристијански и конзервативни партии од Европа, истекнувањето на нови пријателства и нови контакти, нови искуства, членовите на УМС на ВМРО ДПМНЕ храбро чекорат кон предизвиците на новата ера и на новото време. Соработуваме со оние кои што се различни од нас. Имаме почит спрема другите, имаме почит спрема различностите, но никогаш нема и не смееме да дозволиме да се гази врз нашето достоинство. Бидете сигурни во своите идеали, цврсто бранете го она што сте, она на кое што припаѓате. Македонија го бара тоа од вас. Ова се само мал дел од луѓе кои што учествуваат во градењето и унијата на млади сили на ВМРО ДПМНЕ. Ова се само мал дел од луѓето кои денес учествуваат во градењето на државата и во создавање на подобра иднина за следните генерации. Тие се вистински пример дека во УМС исклучиво се цени честност и посветеност, дека на секому се дава шанс и дека секој што посветено работи, креира и создава, може да успее. Токму затоа, она што ни го оставија минатите генерации, ние продолжуваме да го градиме, со почит кон минатото и со визија за иднината,
Со огромна посветеност и желба за успех, борбено и достоинствено продолжуваме напред. Затоа што Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН има многу причини за работење, затоа што има многу цели за достигнување, затоа што имаме знаење и искуство од минатите генерации, затоа што членовите на Унијата на млади сили се носители на прогресот, затоа што младоста е на нашата страна. Овие зборови на луѓето кои работеле во име на Унијата на млади сили и се уште помагаат со советите кои ги добиваме, треба да ни бидат патоказ за сета наша работа во иднина. Иднината која е полна со предизвици, кои ние решително треба да ги совладуваме. Но пред да ви ги представам двигателите на денешницата и на Унијата на млади сили, би сакал да ги поканам на сцената националниот ансамбл танец кој ќе ни ги испее песните кои сите не обединуваат. Нешто ке те питам, бабо, право да ми кажеш. Нешто ке те питам, бабо, право да ми кажеш. Право да ми кажеш, бабо, без да ме излажеш. Право да ми кажеш, бабо, без да ме излажеш. Кој војводи беа, бабо, у вас на вечера. Кој војводи беа, бабо, у вас на вечера. Дали беше Гоце Делчев или да ме груе? Дали беше Гоце Делчев или да ме груе? Што ме питаш, ако море право ке ти кажа. Што ме питаш, ако море право ке ти кажа. Право ке ти кажа, ако без да те излажа. Право ке ти кажа, ако без да те излажа. Ниту беше Гоце Делчев, ниту да ме груе. Ниту беше Гоце Делчев, ниту да ме груе. Тук ми беше ако море Тодор Александров. Тодор Александров, ако се гола вруче.
сите дошегашни членови на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН е видлива во сегашниот капацитет и подготвеност на УМС да игра значајна улога во животот на младите луѓе. Денес, во Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН зборуваат храбро, иницираат идеи, донесуваат одлуки, совесно, доблесно и професионално одговараат на задачите кои им се доверени и предизвиците пред кои се исправени. Браќа и сестри, ми представува особено задоволство да ги поканам на сцената младите луѓе кои само што влегоа во своето полнолетство, а веќе се активни во политиката, работата и градењето на УМС. Младите луѓе кои секогаш истапуваат во првите борбени редови на секој нов проект, трибина, хуманитарна акција. Поздравете ги координаторите од целата држава, за најмладите, за бруцошите и матурантите, затоа што младоста е на наша страна. Ова е Унијата на млади сили. Ова е еднината на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Ова е еднината на Македонија. За да се постигне успех, неопходна е тимска работа. Потребно е со здружени сили да се работи и да се искористи целиот капацитет. Сакам да ги поканам на сцена тимот кој создава и обединува. Тимот со прогресивни идеи, тим кој има јасна визија за иднината. Да им посакаме добре дојде на членовите на извршниот комитет на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Бојан Христовски, Владимир Мисајловски, Михајло Коштримовски, Порче Само, Јовица Латиновски, Слободанка Трајковска, Бован Степковски, Дамјан Мирчевски, Елена Зарковска, Педрана Ѓорѓеви, Драгана Чуприна, Лука Кржаловски, Владимир Неловски, Илија Тозија, Стојан Лазаров, Александар Карапетров, Владко Стојковски, Бојан Кереместевски, Коче Гаврилов, Бојан Стоевски, Емилија Палашева, Марија Кудеска и Елена Трајчевска. Браќа и сестри, нашиот фокус е акција. Нашето време е сега. Токму ова го покажа овие млади луѓе на сцената, предводени од нашиот пријател, соработник, сопартиец, иницијатор и поддржувач на секоја нова идеја, проект, активност која значи промоција на младите и нивните вредности и идеали. Неговата енергичност, трудолюбивост и способност е значаен сегмент кој ја поттикнува работата на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Тоа е личност која работи напорно и честно, личност која одговорно ја свати работата и храбро и жестоко тргна кон освојување на новите предизвици. Браќа и сестри, ми представува огромна чест да го поканам на сцената председателот на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН, господинот Диме Спасов.
Почитувам председател на ВМРО ДПМН и председател на владата на Република Македонија, господин Никола Груевски. Почитувам генерален секретар на ВМРО ДПМН, господин Кирил Божиновски. Почитувани членови на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Почитувани поранешни председатели на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Почитувани пратеници, министри, градоначалници. Почитувани представници на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Почитувани членови и симпатизери на ВМРО ДПМН и на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Добре дојдовте на 21-та годишна конференција на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Ми представува голема чест и задоволство што денес ја имам можноста да се обратам пред вас, пред најголемиот и најуспешниот политички подмладок. Се гордеам кога гледам колку ни има, колку млади луѓе има. Со само каков елан и жар го празнуваме секој роден ден на Унијата на млади сили, секоја активност, секој подвиг. Низ двете поминати децении прераснавме во расадник на интелектуалци, на способни млади луѓе со висока свест, на одговорни, честни и посветени личности. Во ума се има и енергија, и знаење, и визија, волја за победи. Тоа сме ние. Ума се е зародишот, почетокот на многу успешни кариери, средиштето на многу случувања, заеднички судбини, почетокот на многу големи идеи. Дозволете ми да ви оддадам големо признание на сите вас за сиот досегашен труд, за сите изминати проекти, за вашата пожртвуваност и посветеност. Да ви се заблагодарам за сиот кадровски и човечки потенцијал кој го понудивте и се уште го давате на партијата, дејствувајќи и борејќи се за промоција и остварување на идејата за подобар и перспективен живот на младите луѓе во нашата држава. Нема друг пример во Република Македонија поголем од нашиот, кој покажува како треба младиот човек да се вложува за потребите на државата и предизвиците на денешното време. Нема поголема саможртва од постојаната посветеност и вложување да се гради сигурна иднина. Не постои друга политичка сила каде председателот на партијата толку силно ја поддржува младината. Ви благодарам, председателе. Ви благодарам, председателе, од името на секој член на Унијата на млади сили. Почитувани, денес сме тука да се подсетиме на минатото и на она што е направено, но и да погледнеме кон иднината, кон нови и посветли хоризонти и уште многу поголеми победи на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Она што беше ентузијазам меѓу младите, денес прерасна во движење, затоа што УМС го има младешкиот дух, затоа што почива врз принципи и вредности, затоа што УМС е блиска до младиот човек. Низ годините, Унијата на млади сили израсна во носечка сила на партијата. Работата и напорот на сите досегашни членови е видлива во сегашниот капацитет и подготвено за големи предизвици. Не мерете по она што го говориме, мерете ги делата. Од Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН потекнуваат голем број на иницијативи, идеи и искрени заложби за поквалитетен живот на младите во нашата држава. Бевме и останавме пример за обединетост, слога и постигнување. Во УМС младите зборуваат храбро, превземаат иницијативи по местните и општинските комитети, во партиските комисии. УМС е секој млад член која споделува нашата идеја. УМС се младите кои работат и ја сакаат оваа држава. Голем дел од нив се носители и на одговорни обврски. Сега е повеќе од сигурно дека ако сакаш да успееш, ќе успееш. Побарете шанса и таа ќе ви биде дадена. Ако вложиш доволно труд, тој труд ќе биде препознаен и прифатен. Нема незаслужни напредоци. Квалитетот е тој според кој сите се мериме и поради кој обстојуваме. Почитувани, докажавме и покажавме во изминативе 2 децении дека со влезот во политиката, покрај компетентноста, посветеноста и одговорноста и предходи и личен систем на вредности,
Нашите реализирани и предвидени проекти и активности наоѓаат појдовна точка токму од овие вредности. ВМРО ДПМН не е само политичко верување и идеологија, тоа е мислата кога ќе станеш наутро, тоа е дел од секојдневието, тоа е кодот и позивот на Татарчев, на Делчев, на Богдановски. Затоа растеме, затоа напредуваме, затоа ни се дава шанса да бидеме учесници во промените. Браќи и сестри, УМС е нитката околу која сите се обединуваме. Ние кои мислиме и чувствуваме сродно. Сите ние, од секој месен и општински комитет, од 91-та до денес, споделуваме исти заложби. Европска Македонија, Македонија на своите граѓани. Но не по секоја цена. Различност од другите е она што граѓаните го препознаваат. Сме били и ќе бидеме политичка партија во Република Македонија, чија основна определба е заштита на македонските национални и државни интереси. Ние никогаш нема да се откажеме од тие интереси. Ние секогаш ќе се бориме за својата земја, за своите убедувања, за нашите вредности. И додека таа борба трае, ние младите сме тука да предочиме дека Македонија постои, дека македонскиот јазик се говори, дека македонската култура се живее, дека македонскиот идентитет не е ничија закана, туку богатство на овој простор, исто како што се богатство сите останати идентитети познати на овие простори. Не можам да останам рамнодушен кога гледам дека тој пламен тлее во секој член на Унијата на млади сили. Кога секој од вас во своето срце ја носи идејата за напредна Македонија, за земја која е сигурно и добро место на живење. Идејата и подвигот да заеднички и обединети направиме многу повеќе. Ние го имаме ВМРО ДПМН, ние имаме Македонија под водство на Никола Груевски. Најголемите реформи и потфати досега, што не се паметат во македонската плурална историја. Тоа е нашиот мотив, тоа е нашата верба. Верба во младиот човек, верба во иднината, верба во Македонија. Во оваа прилика, од мое лично име и од името на Унијата на млади сили, сакам да им се заблагодарам на основачите на УМС, на сите нејзини председатели и раководства. Таа благодарност останува за секогаш, затоа што некои мораа да почнат да ја градат УМС, а сите потоа да ја развиваат и надградуваат. И тоа да трае. Невозможно е да се чествува јубилеј, а да не се потенцира континуитетот, затоа што ВМРО ДПМН е континуитет. Почитувани основачи, почитувам председателе, и денес ја очекуваме вашата поддршка. Ни требаат вашите совети и потпора. Вие тоа можете да ни го дадете, бидејќи младите се вашите продолжувачи, бидејќи младоста е на нашата страна. Почитувани, моја цел како актуелен председател на Унијата на млади сили е да действуваме како општествено одговорна младина, да се грижиме на оние на кои им е потребна помош, да помагаме секаде каде што можеме, да пружаме внимание секаде каде што треба, да го афирмираме тоа што не дефинира. Покажуваме хуманост, затоа што тоа е нашето задоволство. Покажуваме свест, затоа што е потребен пример за останатите. Покажуваме одговорност, затоа што е потребна зрелост. Со континуирано спроведување на акцијата се грижиме. Им помагаме на пензионерите, на дечињата без родители, им помагаме и на лицата со оштетен вид, како и на глувонемите лица. Волонтираме, подаваме рака, даваме поддршка и реализираме многу добротворни проекти. Ние имаме општествената одговорност према останатите. Особено се гордеам со проектот кој е во завршна фаза, а тоа се аудиолектири за сите оделенија за слепите дечиња, прочитани и снимени од УМС и пријателите на УМС. Голем број на музичари. Голем број на музичари, оратори, актери. Со вакви проекти ние градиме мостови. Многу работа, многу активности и проекти.
Заедно со мојот тим се обидуваме да продолжиме со изградбата на УМС во респектабилен фактор во нашето општество, да ги доближиме младите до вредностите на политиките без разлика дали се работи за политики од спортот, културата, образованието, да ги одржиме и надградиме контактите со сестринските младински организации од Европа и светот, да реализираме многу хуманитарни активности, крводарителски акции, ораторски надпревари, активности за промовирање на историските и културните вредности, трибини и дебати, многу масовни спортски надпревари, активности за одбележување на меѓународните денови, голем број на обуки и семинари, културни и забавни манифестации, преку кои не само што се дружиме и активираме, не само што ги промовираме нашите вредности, туку и привлекуваме многу нови млади луѓе кои секојдневно ни се приклучуваат, но и да воспоставиме добра организираност, да се подмлади структурата, да се даде шанса на секој, да се отворат ширум вратите за секој што сака да се вклучи, секој квалитет да се цени и да му се даде можност да напредува. Токму затоа има се повеќе и повеќе млади луѓе во штабовите, на средбите, млади луѓе кои од своето полнолетство сакаат да се приклучат и да учествуваат во изградбата на нашата организација, сакаат да се вложат за Македонија. Почитувани, како што напоменав на почетокот, УМС е повеќе од политички подмладок, УМС е пријателство, верност, трудолюбивост, авангарда, младинска интелигенција, работа и посветеност. УМС е љубов кон државата. Во УМС секој член се надградува, секој учи, секој добива шанса, секој го пронаоѓа собственото место. Ова големо семејство ги нуди тие можности. Драги сопартици, нашата партија и влада која предводиме денес имаат најмногу направено за младите во Македонија. Затоа говорат фактите, објектите, бројките и проектите. Скоро Македонија достоинствено го прослави денот на независноста во спортската арена Филип II. Младите и заслужни спортисти се наградуваат како амбасадори на државата. Имаме спортски центри, спортски терени, места каде што младите ги избегнуваат опасностите од пороците. Тоа е во прилог на Македонија, бидејќи незе и требаат здрави поколенија. Сваќајќи го новото време, како време на конкурентност и предприемништво, денес образованието е подостапно од било кога. Компјутери за сите, бесплатни учебници за сите, има услови за самовработување, создавање и развивање мали бизниси, како никогаш досега. Токму затоа треба да го развиваме предприемачкиот и иновативниот дух кај секој од нас, бидејќи тој представува предуслов за напредок на економијата и предуслов за напредок на сите млади луѓе во државата. Интелектуалниот потенцијал е локомотива за секоја една држава. Тоа е ресурсот кој ќе овозможи на Македонија напредок и интегрирање. Време е како генерација целосно да се откажеме од чувството дека ние ништо не можеме, дека кичмата мора да се свитка. Тоа се обидуваат да ни го всадат оние кои самите имаат криза на собствениот идентитет. Јас ќе им порачам, овој народ е горд народ. Оваа држава има сигурна иднина. Граѓаните знаат што сакаат. Вам, почитувани членови на Унијата на млади сили, ќе ви порачам. Верувајте во себе, верувајте во другите кои вредат. Давајте се од себе за подобра Македонија. Ќе истраеме, ќе успееме и ќе славиме уште многу јубилеи. Ќе славиме уште многу победи. Бидете живи и здрави. Да живее УМС. Да живее ВМРО ДПМН. Да живее Македонија. А сега, благодарам. А сега ми представува особена чест и задоволство да го поканам човекот кој искрено и отворено, одговорно и честно, посветено, со доверба и без задршка се вложува за напредокот и просперитетот на оваа држава. Председателот на владата на Република Македонија и председателот на најбројната и најсилната политичка опција. Председателот на ВМРО ДПМН, господин Никола Груевски. Повелете, председател.
Еден велеше на 15 септември. На 15 септември овој народ ќе прогласи, ќе обзнани една голема победа. Победа за Македонија. Какви зборови, нели? Поетични, убаво звучат, посебно ако убаво се изнавика човек кој ќе ги изговори. Но што потоа? Ништо. Се остана само на силни митингашки зборови, кои дури имаат и некаква рима. Но дела? Никакви. Освен ако не се смета за дело проектот или реформата за бугарски патрош на Владо Димов, кој се сеќавате купуваше бисери и гердани на Илинка, Рада, Мери, или можеби тоа се смета за мода која се потврдува и со последната коалиција во опозицијата. Или можеби за дело ја сметаат на јаката реформа на Бранко со која ќе вработеше по еден човек од семејство, а после секој негов нов мандат невработеноста беше на највисоко ниво во државата во Република Македонија. Или можеби скандалозната приватизација на електростопанство на Македонија, од која што последиците сите ги чувствуваме денеска. Или пак субвенциите кои ги даваа за земјоделците во нивно време и кои достигнаа дури 5 милиони евра годишно. Но денес, драги мои, е друг 15 септември. Денес е 15 септември, кога кон универзалната сала дојдовте по нови булевари и улици. Кога земјоделците добиваат годишно по 130 милиони евра субвенции, наспроти оние 5. Кога се инвестира во здравството и се прават крупни реформи, кога се инвестира во образованието и децата учат од бесплатни учебници, пред секој од нив има компјутер и интернет, изградени се нови објекти за 24 основни и 4 средни училишта, реновирани над 200 училишта. Оваа година во теке реновирање на над 130 училишта. Се реновираат болници во повеќе градови низ Македонија, студентски домови, се доделуваат ваучери за бесплатни компјутери, се грижиме за пензионерите, преку најразлични мерки. Изградивме над 200 локални патишта во Македонија, околу 300 километри регионални патишта, 38 километри автопат, а уште многу ќе следат. Се грижиме буквално за секоја сфера во општеството. И знаете што? Ова е дефинитивно друг 15 септември. Различен од оној на големите и неостварени ветувања. Кога еден политичар викаше по градските плоштади, си удираше во градите, палики го своето членство, но на крај, изигрувајќи ја довербата на граѓаните, ветувајќи многу, не остварувајќи ништо. Сега на овој 15 септември зборот се одржува, се работи на програма, се држиме до ветувањата и колку и некогаш да се чини невозможно, ние се трудиме до крај да ги исполниме. Проблем има доста, но ние се трудиме со крајни напори да ги решаваме и да помогнеме на граѓаните. И токму затоа, дури и по 6 години практикување на власта, се уште ни веруваат и ни даваат огромна подршка, зашто ние им благодариме. И токму затоа опозицијата се моли, ако може да нема избори и да дојде на власт без народот да ја донесе, туку онака затоа што се убави, например, или зашто замислите тие ќе направеле влада со сите албански партии, или зашто сакале
или зашто сакале техничка влада, или преодна влада, или Бранкова влада, или Фрчкова влада. Но знаете, има само еден тип на влада во секоја држава. Тоа е народната влада. Тоа е владата на која народот му ја дава довербата. Тоа е владата која треба да има програма и да даде збор, дека ветеното ќе го исполни. И народот ќе верува и ќе ја поддржува таа влада. Тоа е разликата меѓу овој и оној 15 септември. Ние сме подготвени за соочување со народот, а некои други се подготвени за секакви сценарија. Само ако може или не дај Боже да има соочување со народот. Во зборот е разликата. Во дадениот збор. За нас зборот вреди. Добар ден УМС на ВМРО ДПМН. Добар ден на ВМРО ДПМН. Добар ден за најбројната и најмокна младинска организација во Македонија. Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Драги пријатели и сопартици, задоволство ми е што денес сме повторно заедно и ја прославуваме 21-та годишнина од постоењето и делувањето на УМС на ВМРО ДПМН како партија на власт, како партија која веќе 6 години поред со поддршка на мнозинството граѓани во Македонија, но и мнозинството млади луѓе во Македонија, ги креира политиките на државата, но и ги спроведува, ги реализира ветувањата дадени пред народот на демократски организирани избори. Со луѓе од народот, но и со идеи од граѓаните, заедно со идеите кои доаѓаат од партијата и од Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН, ние станавме партија која и во најтешката светска и економска криза, европска должничка криза, ја доби довербата на мнозинството граѓани, затоа што ВМРО ДПМН е партија на луѓе кои работат, кои ветуваат и исполнуваат и кои покажуваат грижа за нашиот народ, за нашите граѓани. Во тој контекст, не само преку реформите и проектите кои ги прави владата, парламентот и општините, УМС на ВМРО ДПМН покажа и зрелост, но и подготвеност за секојдневна, директна и конкретна помош на различни категории на лица, преку голем број проекти кои ги спроведува, а дозволете посебно да изразам почит на проектот Се грижиме, со кој УМС, вие тука и многумина кои денес не се во оваа сала, а се дел од членството на УМС, покажавте конкретна грижа за илјадници лица, на кои им е потребна помош и грижа, како што се лица со оштетен вид и лица со оштетен слух, деца излезени од домови за деца без родители, постари и изнемоштени лица и многу други ранливи категории на лица. Браво, ви честитам. Ви честитам за сите проекти. Продолжете така. Вие сте иднината не само на ВМРО ДПМН, туку и на Република Македонија. УМС како еден од главните столбови на ВМРО ДПМН и во иднина ќе биде сериозен кадровски резервоар на Република Македонија. ВМРО останува отворена за сите кои сакаат да и се приклучат и да и помогнат на Македонија. Но ВМРО ДПМН и понатаму останува отворена и за оние кои не сакаат формално да се приклучат на УМС или пак на партијата, а имаат капацитет и стручност да помогнат во некоја област во Македонија. Ние сме свесни дека инклузивноста, вклучувањето на најдобрите е гаранција за успех на Македонија, а автоматски и на владата и на партијата, на нашата партија ВМРО ДПМН. Во една или во друга форма, наша крајна цел останува ангажирање на најдобрите човечки потенцијали за најодговорните државни позиции. Но ме радува што најголем дел
од најдобрите млади, најдобрите 100 студенти и се приклучија на ВМРО ДПМН. Тоа нивно приклучување во нашата партија и доверба кон нас, кон нашите досегашни политики, активности, посветеност, одговорен и честен пристап кон работата и нашата борба за подобра Македонија. Затоа, драги присутни, мораме да внимаваме. Довербата многу тешко се гради и многу лесно се губи. Не смееме да ги изневериме, не смееме да ги разочараме. Колку и да е тешко, колку и да е криза, колку и нам да ни е тешко, наше е да го дадеме максимумот од секој аспект, додека не држат силите, а кога ќе почувствуваме замор, да побараме или дозволиме нови и свежи сили да не заменат. Само така, ВМРО ДПМН ќе остане силно, цврсто, конкурентно, напредно, отворено за нови луѓе. Во тој правец, оваа година ја спроведовме акцијата наречена Нов бран, со кој, освен што воведовме многу нови проекти, кои се од корист за многу луѓе во државата, сами одлучивме на околу 150 наши функционери да им дадеме можност малку да одморат, а на други 150 стручни и одговорни луѓе, дел од нив членови, но дел од нив не членови, но подржувачи на политиките на ВМРО ДПМН, да им дадеме шанса да помогнат и да не се почувствува замор на материјал. На луѓето кои ги ослободија позициите, им се заблагодаривме за вложениот труд. И јас верувам дека дел од нив по одреден период, со искуството и знаењето, кое веќе го имаат стекнато, повторно ќе станат конкурентни за одговорни позиции. А на луѓето кои ги завземаат нивните места, им порачуваме дека од нив очекуваме да постигнат најмалку 30% повеќе од нивните преходници, ако сакаат да ја оправдаат довербата што ја добија. Ова акција, почитувани, се покаже за многу добра и праведна. Затоа денеска објавувам дека раководството на партијата одлучи секоја година, најмалку по еднаш годишно, ВМРО ДПМН да врши преиспитување на позициите, на функциите кои се доделени на сите нивоа, а која можност партијата ја има заради довербата од мнозинството граѓани. Ова значи дека Нов бран 2012 е само почеток на една традиција во ВМРО ДПМН, која ќе продолжи во наредните години. Ова за постојните функционери треба да е мотив повеќе да го даваат максимумот без прекин. И во ниту еден момент да не забораваат дека мандатот веќе не е 4 години, туку максимум 1 година, а може би пократко. За оние кои веруваат дека имаат високи способности и квалитет, ова е надеж и шанса. Завршувајќи го новиот бран сега во септември за 2012, најавуваме продолжеток во периодот април-јули 2013. 10% од конкурсите од Нов бран 2012 овој месец ќе бидат реобјавени во обид да се обезбедат поконкурентни кандидати на одредени државни одговорни функции. Значи, шанси ќе има. Од вас зависи колку ќе ги искористите. Ако некој се прашува кои се критериумите за да се успее, јас ќе одговорам. Прво, стручност и знаење, која ја зголемува конкурентноста на кандидатот. Второ, креативна личност, предприемачки и иноваторски дух и пристап кон работата на кандидатот. Предприемничкиот и особено иноваторскиот дух не е важен само во бизнисот. Тој пристап, кој носи и ризици, а чиј предуслов е креативност, а крајен резултат добар менеджмент, континуиран напредок и лидерство во областа во која се работи е важен во секоја професија, па и во политиката. Тоа е една од причините
за надмокта на ВМРО ДПМН врз другите политички конкуренти. Третата, од вкупно 3, третата точка е карактерот на личноста. Ако првите две точки се 50% од едно замислено бодување, останатите 50% се во оваа трета точка. Зрела и амбициозна личност, која има одговорен однос кон работата, на која не и треба некој да ја кажува колку треба да работи, туку самата знае дека додека не се заврши зацртаното за денот, нема мрдање. Личност која живее посветеноста. Честен пристап, етички и морално здрава и честна личност. Кон работата, кон соработниците, кон граѓаните. Драги пријатели, сум сретнал низ животот голем број на стручни и креативни луѓе, но со сериозни дефекти во карактерните особини. Тие не можат успешно да водат државни функции колку и да се стручни. Секогаш кога сум направил компромис по ова прашање, подосна длабоко сум се карал. Вишокот на ароганција, самобендисаност и надменост, лечење стари комплекси по доаѓањето на функција, втурнувањето во развратен живот, фокусирање на купување нови коли и мебел уште пред да завршат неколку крупни реформи, лош однос со вработените и граѓаните, изразен преку повишен тон или навреди, затворање во помал круг и избегнување контакт со народот, трошење време по ручници на државен трошок низ градските кафеани, нестабилноста во собствените ставови и нивно постојано менување без фундаментална причина, неприфаќањето критика и обкружувањето само со луѓе кои ве фалат. Не сите овие заедно, туку дел од овие работи, или било која од нив, се само дел од првите симптоми на карактерно незрели личности, на кои стручноста и креативноста може да им се од корист да заработат во некој приватен бизнис ако отворат, но не и да застанат на чело на државна институција во Македонија во време на ВМРО ДПМН. Тука не ги спомнувам корумпираноста и криминалот. Таквите не треба да се разрешат, туку по дефолт правец во шутка и дризово. Да, не само тука, во Македонија, во секоја здрава и успешна компанија во светот, во влади, институции или било што, колку што се мери професионалниот дел, се мери и приватниот дел на личноста, на која треба да и се довери одговорна работа. Затоа честноста, амбициозноста, скромноста, посветеноста на работата, чувството на одговорност, личниот однос кон околината, отвореноста, искреноста и работливоста се најмалку половина од потребните карактерни особини за да се биде конкурентен за функција кога на власт е ВМРО ДПМН. Од што зависи дали некој ќе ги поседува или не овие карактерни обележи? Од многу работи. И не можам сите ниту да ги спомнам, а уште помалку да ги елаборирам. Дел зависат од секој од нас, дел не. Тргнувајќи од генетските предиспозиции, домашното воспитување, од родителите или старателите, домашната атмосфера и односи, образованието, друштвото со кое секој од нас одбира да се дружи, вредностите во кои веруваме и многу други. Но еден кој денес сакам посебно да го нагласам, а тоа е семејството. Исклучително е тешко да се постигне максимумот во работата на професионален план без собствена реализација на приватен план. Ова решив да го потенцирам денес, бидејќи најголем дел од вас се млади луѓе. Голем дел од вас и без оформени собствени семејства. Исклучително важно е да се постигне баланс во животот помеѓу успехот во кариерата
и успехот во создавањето и атмосферата на приватен план. Целосно среќен може да е оној кој постигнал баланс во двете. Создавањето на многу детно семејство и вашиот порив да бидете добра мајка или добар татко, сопруга или сопруг, позитивна семејна атмосфера и децата како непроценливо богатство, се нешто што во голема мера ќе ви влијае на професионалната кариера и ќе ве направи повеќе или помалку спокоен, одмерен, амбициозен, храбар, мотивиран, искрен, отворен, креативен, одговорен и скромен. Мајка Тереза во една прилика вели: нема ништо посмирувачко во тешките времиња од сознанието дека има некој што се бори со тебе. Работата без љубов е робство. Љубовта започнува од дома. Семејството може да ни создаде радост, а мајка Тереза со право е кога вели: радоста е сила. Таа вели: осаменоста е лепрата на денешницата. Дури и богатите се гладни за љубов, за некој да се грижи за нив, да бидат сакани, да има некој кој ќе ги нарече своји. Најузашната сиромаштија е осаменоста и чувството да не си сакан. Драги пријатели, ако некој се прашува што зборува овој човек, ќе одговорам дека говорам за традиционалните, семејни и конзервативни вредности, едни од основните постулати на народните и конзервативни десно-центарот партии. Сепак, сето ова не треба да се свати дека сите кои моментално се на функции си идеални и дека немаат некаков недостаток или слабости. Тоа не би било реално, ниту искрено ако се тврди. На толку голем број назначувања, сигурно некаде има и пропусти и грешки, а и не постојат идеални луѓе. Затоа ВМРО ДПМН воведе контролни механизми, кои откако добро ќе ги проверат работите, ќе имаат соодветни механизми на опомени и други мерки, меѓу кои смени од функциите. Драги членови на УМС, ние како влада силно се посветивме да им помогнеме на младите луѓе во Македонија. Како што ветивме, отворивме универзитет во Источна Македонија и уште еден во Охрид, а на постоечките отворивме многу нови факултети и голем број на дисперзирани студии во различни градови низ Македонија. Со тоа високото образование го доближивме до многумина. Партиципацијата за студирање сведовме на само 200 евра годишно за оние кои што се во државна квота, а најчесто тоа се 2/3 од примените и 400 евра на оние кои се со партиципација. Со тоа значено го поевтинивме студирањето, давајќи шанса на секој млад човек да си искреира собствена, подобра иднина. Дополнително обезбедивме ја обезбедивме најнапредна литература преку проектот 1000 книги, како и огромен број на лаборатории. Од оваа година за студентите чии родители имаат пониски примања, ги враќаме ваучерите за лаптоп или компјутер во висина од 250 евра. Отворивме една во Скопје, почнуваме активности за отворање исти такви и во другите градови. Библиотека 1000 книги која е многу искористена од студентите. Секој ученик во основно и средно образование има компјутер и интернет пред себе. Се изградија и се уште се градат голем број спортски сали, фудбалски игралишта, тениски терени, а почна и проектот за мултифункционални игралишта. Се овозможија и стипендии за млади спортски надежи. Овозможивме визна либерализација, со која секој млад човек може слободно да патува низ Европа. Од оваа година тргна и проектот за стипендии за секој млад човек кој ќе се запише на еден од 100 најдобри, највисоко рангирани универзитети во светот, а во делот на техничките науки во првите 200 најдобри универзитети. Нема ограничување за тоа колку мина ќе бидат поддржани и секој кој ќе успее да биде запишан ќе ја добие стипендијата. Првите 15 на добитници веќе отпатуваа.
Тие преземаа обврска по завршувањето да се вратат и да работат во Македонија, независно дали во јавниот или приватниот сектор, најмалку 6 години или неколкукратно да ги вратат парите. Воведовме закон за секој кој ќе вработи млади до 27 години. Во првите 3 години да е ослободен од плаќање персонален данок на доход, под услов да го задржи на работа уште 3 години. Секој студент е ослободен од плаќање на надомест кон Централниот регистар, ако сака да формира собствена фирма. Воведовме предприемништво и иновации во сите години на средно училиште како посебен предмет. Воведовме и неколку проекти за самовработување, кои во континуитет успешно ги спроведуваме од 2007 година и со кои преку доделување на грантови и друг вид на помош, неколку илјади граѓани ја најдоа својата работна екзистенција. Спроведовме стотици други проекти кои веќе младите ги користат. ВМРО беше и ќе остане најголем поддржувач на младите во Република Македонија. Почитувани, во последните 7 години, тргнувајќи од 2005 година, ја добиваме довербата на граѓаните на 6 различни избори, без при тоа да ја сметам високата доверба добиена на референдумот во 2005. Таа доверба не падна сама по себе од небо. Таа е изработена доверба, со многу труд, со само жртва, многу енергија, посветеност, принципиелност, честен однос, исполнување на ветеното во најголем дел и пред се со искрен и отворен однос кон народот. Иако од 6 години, дури 4 години работиме во услови на тешка светска криза и европска должничка криза и се разбира со сериозни потешкоти во нашата економија, предизвикани од овие надворешни шокови. Мнозинството од народот препозна дека даваме се од себе, дека голем дел од тие штети силно ги уважуваме, со многу мерки кои ги преземавме и дека не многу земји во Европа успееа да спречат намалување на пензии, на плати, масовни отпуштања, девалвации на валути, пропаѓање на банки, зголемување на даноци, намалување на социјални помошти и субвенции на земјоделците. Луѓето гледаат дека работиме од срце и од душа за Македонија. Па иако се незадоволни од влошувањето на економската состојба, рецесијата, падот на економијата и покачувањето на цените, гледаат и наоколу низ другите држави и ценат дека се дава се од себе за да се помогне. Лесно е некого да го обвиниш дека е виновен што пораснала цената на нафтата или парното. Но треба да најдеш и народ кој не гледа и не слуша во кое време живееме и од што зависат тие зголемувања за да ти поверуваат. Објективно гледано и покрај зголемувањата на цени кои не се под контрола на владата, Македонија заедно со Србија и ден денес е земја со убедливо најниска цена на струјата во Европа. Една од пониските цени на нафтата во регионот. Знам дека овие покачувања болат, но знам и дека она што зависеше од владата максимално го направивме. Например, од владата зависи цената на огревното дрво. Него го намаливме. Истото се случи и со цената на многу услуги за оние кои сакаат да формираат фирма и да почнат бизнис за да си обезбедат екзистенција и да заработат, каде извршивме многу намалување на цените. Од владата до некаде зависи дали ќе се зголемат или намалат цените на лековите. 2 пати ги намаливме и пак ќе ги намалиме. Од владата зависи дали ДДВ-то ќе се зголеми како насекаде низ Европа или ќе остане ниско како единствено во Македонија. Од владата зависат и сите други даноци, царини, придонеси, кои во овој момент се најниски во Европа и многу други работи каде барем деумно зависат од владата. Или пак поевтинија, или пак не дозволивме да се зголемат во време кога низ Европа се зголемија. Затоа, во сиот гнев од зголемувањата на цени, мнозинството граѓани гледаат дека даваме максимум и гледаат и споредуваат што се случува низ Европа,
во ова турбулентно и кризно време. Од владата зависи и дали ќе ја презадолжи земјата. И Македонија, драги мои, е четврта најниско задолжена држава во Европа. Од владата зависи и колкав буџетски дефицит ќе имаме, па имаме еден од најниските во Европа. Исто како што и од опозицијата, што зависи дали ќе го потценат својот народ и целиот гнев и кога е потребно и кога е непотребно ќе се обидат да го свртат на контото на владата, верувајќи дека народот е прост, дека не гледа или не слуша, не разбира и не проценува самиот. Тоа потценување зборува за капацитетот на нашата опозиција. И тоа е една од причините за нивната слаба конкурентност во однос на ВМРО-ДПМН. Народот сака реалност. И кога некој не ја содржи во себе, народот не му е дава довербата. Ова пак не значи дека ние немаме слабости и дека за некои работи опозицијата со право не реагира. Затоа ние внимателно ги слушаме и анализираме сите неизини критики и се обидуваме во од да исправиме некои пропусти или слабости. И така и ќе продолжиме. Почитувани членови на Унијата на млади сили, сепак и покрај тешкото време, продолжуваме со реформите, со промените кон подобро, со модернизацијата на општеството и на државата. Некои од нив полесно се прифаќаат од општеството и од граѓаните. Некои потешко, но сакам да ве убедам дека сите ги правиме со добра намера и убедени сме во нивната корисност. Еве ќе земам два примери, кои тешко се прифаќаат. Првиот е минатогодишните измени на Законот за високо образование, со кои се целеше нашите универзитетски професори да станат поконкурентни како на локално, така и на меѓународно ниво. А таа нова додадена вредност кај нив да се пренесе кај студентите. Македонија беше последна земја во Европа и меѓу последните во светот според бројот на објавени трудови во меѓународни списанија со или без импакт фактор. Тоа законски беше дозволено, односно не беше регулирано и крајно ги опушти многу од нашите професори. И дел од нив се оддалечија од напредната светска наука која ја следат. Исто така, и учеството на меѓународни конференции и семинари беше на најниско ниво. Една година подоцна можеме да констатираме три работи. Прво, дека тоа беше еден од најтешко прифатените реформски закони од значаен дел од професорската фела. Второ, дека бројот на нивни трудови, внимавајте, една година по донесување на законот е дуплиран. И тоа е добрата вест. И трето, дека и со така дуплиран број на трудови, се уште, споредено со другите држави, сме на дното на Европа, но подобри од преходното. Подобрувањето е евидентно и во учеството на меѓународни стручни конференции, како и во присутноста во одржување на часовите на студентите, иако се уште слабо. Сепак, притисокот кој тогаш ВМРО-ДПМН го изража, се исплатеше, бидејќи сепак има очигледен напредок. Политичките штети, иако се чинеше ќе бидат големи, сепак останаа помали, заради свесноста на народот, на гласачите, дека ние правиме добро, а не лошо, независно што некому тоа му пречи, бидејќи лично го засега. Вториот пример е уште посвеж. Тој наскоро ќе влезе во фаза на штрајк на здравството, кој штрајк подготвено го очекуваме. Имено цели 3 години, заедно со голем број лекари, експерти, софтверски куќи, консултанти, комори и слично ја подготвуваме, според мене, најзначајната реформа во државното здравство. Тоа е плаќањето по учинок на лекарите, според што нивната плата ќе варира до 20% надолу или нагоре, зависно од нивниот учинок во преходниот месец. Паралелно на тоа постепено воведуваме, а од нова година и целосно, 100 лекари со најдобар учинок во секој месец во целата држава да земаат дупла плата за месецот кога влегле во таа група. Ова е пракса во голем број земји со децении наназад.
во голем број развиени земји. Целта е способните и најработливи лекари, како и лекари со најголемо знаење и подобар однос и посветеност кон пациентите, да ги охрабриме така да продолжат. А оние кои најмалку работат и кои ако сакаат да имаат повеќе пациенти, треба да е подобра својата стручност и однос кон пациентот, кон граѓанинот, исто така да се охрабрат и да се променат и подобрат. Сега кога се воведе на секаде и веќе се поделува и втората плата по овој систем, но и кога се видува првите позитивни резултати, се соочуваме со штрајк. Морам да кажам дека не сме изненадени. И сме одлучни, исто како и со Законот за високо образование, да обстоиме на оваа реформа, која убеден сум дека ќе донесе поголема грижа кон пациентите, полюбезен однос, поголема грижа на лекарот да се доостручува цел живот и охрабрување на секој лекар да има повеќе и од него позадоволни пациенти. Првите резултати, како што кажав, преходно се почувствуваа. Еве, например, се гледа веќе во случајот, например, на клиниката на радиологија, каде за разлика од минатото, веќе нема чекање, некогаш имаше и по неколку недели, за лекарот да ја прочита снимката и да напише што видел. Сега лекарите веднаш го прават тоа. И на дневна основа плакарот каде што стоеја овие снимки и чекаа лекарот да ги прочита и да го запише наводот, плакарот е празен пред заминување на лекарите дома. Вакви примери има и во други медицински установи. Ова е реформа која што ќе помогне на сите граѓани во Македонија, а ќе им помогне и на лекарите, иако во овој момент некои од нив тоа не го проценуваат така. Драги присутни, правиме се што е во наша моќ и да продолжиме да привлекуваме и охрабруваме инвеститори да отвораат нови работни места. Не само преку крупни промени во законите, намалување на бюрократските процедури и намалување на трошоците за правење бизнис, како и креирање добра бизнис клима, туку и преку представување на многуте предности кои што ги нуди Македонија како инвестицијска дестинација, од каде има слободна трговија со цела Европа како континент. Во тој контекст, освен што имаме директна медиумска кампања преку меѓународните медиуми, реализиравме и бројни директни презентации во голем број држави и градови ширум светот, кои веќе даваат резултати. Нашите инвестициони промотори и така наречените министри ловци на инвеститори веќе имаат многу повеќе контакти и работа, а голем број компании веќе градат фабрики во Македонија, во кои ќе се вработат нашите граѓани. Дел од нив се Кромбет и Шуберт, кој гради кај Битула и ќе вработи околу 2500 луѓе. Драксел Мајер од Германија, кој гради кај Кавадарци и ќе вработи околу 4000 луѓе. Ейнфол Винтек од Швајцарија, кој гради кај Тетово, Джонсон Контролс, кој гради кај Штип и ќе вработи околу 1500 луѓе, Джонсон Мети, кој гради во Скопје, Мадерсон Груп од Индија, кој гради кај Скопје, Протер Груп, Технокозе и Кемет Електроникс, кои исто така градат во близина Скопје, и повеќе други низ Македонија. Повеќе вакви помали или поголеми се во длабока фаза на одлучување, каде како држава сме високо конкурентни и има добри шанси да одлучат и во наша полза. Ќе продолжиме посветено да работиме на овој план и покај рецесијата во Европа и проблемите со кои ние се соочуваме заради тоа и намалувањето на нови инвестиции генерално во Европа. Новој план, драги пријатели, важна е и упорноста. Забележителен беше коментарот, ако се сеќавате, на собственикот на фирмата Ван Хул, кој неодамна при почнувањето на градба на фабриката за автобуси во близина на Скопје, јавно кажа дека кога прв пат му се јавил министерот Веле Самак, се прашал каде ли се наоѓа оваа земја. Кога министерот му се јавил по четврти пат, се прашал што ли сака овој човек од мене. Но тој вели, министерот продолжи да ми се јавува и да ми информира и да ме убедува.
И еве денес, по 5 години, почнувам да градам фабрика за автобуси токму во Македонија и ќе вработам многу луѓе. Тоа е таа упорност за која говорам. Драги пријатели, драги сопартици, Македонија се определи за членство во НАТО и во Европската Унија. И тоа е наша стратешка определба. Како на власта, така и на опозицијата. Ние и во иднина ќе продолжиме да ги правиме нашите максимални напори за реализација на оваа цел. Тука неизбежно е да се спомне прашањето, кое нашиот јужен сосед го отвори и заради кое сме блокирани. Но јас, во интерес на земјата, за да оневозможам било какви шпекулации, извратувања и манипулирања, ќе се возражам од коментар по ова прашање, што е во согласност со мојот јавно искажан став кон крајот на јули годинава, дека во наредните неколку месеци, со цел да спречам злоупотреби по ова прашање, нема да давам коментари. Ќе кажам само дека наш интерес е ова прашање да се реши и надмине, што побрзо. Наш интерес е земјата да се приклучи во НАТО и во Европската Унија. На надворешен план, Македонија има стратешко партнерство со Соединетите Американски држави, како и стратешка ориентација кон Европската Унија и кон НАТО, кои ќе продолжат, независно што понекогаш не можеме да не искажеме одредени незадоволства, различни мислења или разочарувања, а во врска со спорот со Грција. Сепак, важно е да се гледа големата слика, а таа е дека ние делиме исти вредности со овие демократии. И таму треба да ја насочиме нашата иднина. Имајќи го предвид дека и самата Европска Унија и НАТО градат повеќе стратешки партнерства со помокни држави. Например, Европската Унија официјално има 9 стратешки партнери. Тоа се Индија, Русија, Кина, Бразил, Јужна Африка, Мексико, Јапонија, САД и Канада. И ние треба да го следиме истиот пат и со овие земји да градиме што можеме подобри политички и посебно економски односи. Се разбира, односите со соседите треба да останат приоритет, а не сме да не се спомне и стратешкото партнерство со Турција како докажан поддржувач на Македонија. Драги пријатели, за нас и понатаму многу важен ќе биде меѓуетничкиот соживот и толеранцијата, а во тој правец и спроведувањето на Охридскиот рамковен договор. Направен е голем напредок на тој план и треба да се остане фокусиран на тоа. Не е доволно само декларативно да се говори дека се почитува оној кој е од различната етничка заедница. Потребно е на дело, со секојдневни гестови да се спроведува тоа. Почитувањето меѓу другото значи и одбегнување да се повредат чувствата на другиот, особено кога е во прашање остварувањето на ситни политички партиски поени пред електоратот. Довербата кај електоратот треба да се изградува и одржува со работа, со проекти, со посветеност и подобрување на стандардот на граѓаните, решавање на нивните проблеми и нивните маки. Довербата се докажува со спроведување на програмата ветена пред народот и со макотрпна секојдневна работа, давајќи лична само жртва за општото добро. Партиите кои што со провокации кон другиот, со национализам или понижување и навреди, се трудат да успеат, ќе бидат препознаени и казнити токму од сопствените гласачи. После 21 година демократија нема веќе простор за успех на таква база. Нема замена на конкретните резултати. Посебно во услови на европска криза и низиното силно влијание кај нас. Секое одвлекување на вниманието со навреда или понижување на некој друг не носи политички профит. Во овој контекст дозволете да се осврнам на една актуелна работа. Бранителите од 2001 година имаат закон
Бранителите од 2001 година имаат веќе закон кој ги уредува нивните права. Тој е донесен во првата половина на 2002 година. Тој не е ниту против уставен, ниту против некоја националност или етнику. Тој постои и се реализира. Сепак, подолг период се развлекува прашањето за зајакнување на одредени бенефиции за оваа категорија на луѓе, кои се ставија на сериозен ризик во 2001 година, кога земјата беше во опасност. Овој закон што сега е предложен не е ништо друго, туку зајакнување на одредени бенефити кои се само мала компензација за оние кои најдиректно ги ризикуваа животите во одбрана на Република Македонија. И само мало внимание кон семејствата на загинатите бранители. Според ова, тој закон не е против никого и обидите за негово кочење и блокирање се безсмислени и не се во духот на рамковниот договор, не се во духот на соживотот и толеранцијата. Раните од 2001 година се уште недолечени и инсистирањето, односно условувањето со овој закон да се приклучат, кон овој закон да се приклучат и оние кои што им ги одземаа животите на бранителите, не може да биде коректно барање. Тоа барање ја влошува се вкупната атмосфера и е некоректно. Исто како што беше злоупотребата на армиската униформа во слупчање и тоа е неприфатливо. Затоа, почитувани, повикувам на разум и повеќе политичка зрелост по ова прашање. Посебно загрижува што политичката борба помеѓу албанските етнички партии после 21 година независност се уште се сведува речиси исклучиво на етнички прашања. Таа атмосфера во интерес на сите треба да се менува. Таа е заразна и е опасна. Затоа и во овој контекст повикувам на поголема политичка, но и државничка зрелост. Ако оваа држава е на сите, тога сите треба да се грижиме за целата држава, а не само за одделни нејзини делови. Тоа не води на добар пат. ВМРО-ДПМНЕ не е партија која ќе дозволи некој да ја исплаши или да ја уцени со рушење од власт или со предвремени избори, кога е во прашање принципот и достоинството на македонските граѓани. Ние сме подготвени на се, доколку нема друг излез. Како што веќе кажа во јавноста, ние не посипуваме предвремени избори. Но ако сепак се неизбежни, односно ако бидат испровоцирани, подготвени сме веднаш за тоа. Почитувани присутни, јас одбивам да молчам кога чувствувам неправда. Така се однесувам секаде и со секој, независно дали е надвор од земјата или внатре во земјата. Јас не ја наведнувам главата пред неправдата, колку и да е тоа во моментот контрапродуктивно за мене. Разбирам дека животот на политичарите е поврзан со компромисите. И сум правил и ќе правам многу компромиси, кога верувам дека се за општо добро, но се разбира, се има своја граница и своја мерка. Сум плаќал и ќе плаќам цена за тие компромиси, као оние кои не ги разбрале или пак не сакале да ги разберат. Но не сум подготвен да го вложам достоинството на цел еден народ, како цена за некој да го понижува, а јас да молчам. И особено не сум подготвен да го правам тоа во ситуациите кога тоа нема да реши некој проблем, туку кој креира нов проблем. Како што беа за осуда на вредите кои дојдоа од поединци на Вевчанскиот карневал,
Така за осуда се злоупотребите на униформите на армијата на Република Македонија, незаконските промени на имење на училишта или тргање на бисти од училиштата. Затоа, драги пријатели, уште еднаш повикувам на демонстрација на љубов кон сопствената држава и сите граѓани, а не само кон сопствениот етникум, како на македонците, така и на албанците, турците, бошњаците, ромите, србите, власите и сите останати. И демонстрација на толеранција и почит. Не почита меѓусебно ќе не влече назад сите нас. Почита ќе не направи посилни, повторно сите нас. Почитувани сократици, доаѓаат локалните избори. Како партија се подготвуваме за победата на овие избори да биде што посилна и што поубедлива. На минатите избори одевме со слоганот "Заедно можеме повеќе". И тој се покажа за исправен. Секаде и во сите општини каде градоначалниците соработуваа со владата и со државните институции, како за општинските, така и за владините проекти. Граѓаните добија многу повеќе. Секаде каде таа желба за соработка изостана, таа пружена рака од наша страна не доби одговор. Многу нешта не се реализираа. За жал, некои од нив не само што одбиваа соработка, туку крајна цел на нивните политики беше да се во постојан конфликт со владата, од што сите губат, а најмногу граѓаните. Во тоа најмногу се истакнаа градоначалниците на Карпош, Охрид и Струга, а веднаш зад нив беше и Куманово. Колку само проекти не се реализираа во Охрид, например, и колку многу изгубија граѓаните на Охрид. Знае само градоначалникот таму. Ама тој не е несреќен заради тоа. Напротив, како и градоначалникот на Карпош, кој е, би рекол, најголемиот кавгаџа и конфликтна личност во македонската политика, тие се исполнети со тоа. Штета. Имаше и обратни примери на одлична соработка, како што беше, например, со градот Скопје, со градоначалникот на Скопје, Гоце Трајановски, со општина Центар и градоначалникот и Советот, со општина Аеродром и градоначалникот и Советот во општина Аеродром, со Кичево, Прилеп, Битола, Петровец, Илинден и многу други. Таму се бореа пред се, градоначалниците се бореа пред се граѓаните да имаат полза од проектот, а не да ги задоволат своите суети или лични интереси. Спротивно на Карпош, Охрид и Струга, например, градоначалникот на Скопје подеднакво се бореше да се реализираат проектите во Скопје, независно дали беа проекти на владата или на градот, или пак на некоја општина од Скопје или на градот Скопје. Така треба да се размислува. Да се бориме сите заедно, затоа што нашето постоење има единствена смисла да направиме некое добро за граѓаните, а не да ги покажуваме нашите суети. Поучени од ова искуство, драги присутни, јас цврсто верувам дека граѓаните на овие локални избори ќе знаат кого да подржат. И ВМРО ДПМН ќе продолжи да ја носи најголемата доверба на граѓаните во Македонија, но и најголемата одговорност. Нашиот политички конкурент се соочува со собствена криза подолг период, со лидер кој има проблеми со довербата внатре во неговата партија, а камоли пред граѓаните. Вредностите кои тој ги промовираше, кога имаше довербата од мнозинството граѓани, е осудена и веќе отфрлена. Балканските криминалци и регионални шверцари на нафта се уште на широко раскажуваат за нивните убави времења кога на власт беа политичари чија врвна вредност беа шверцот, скапите автомобили, црните вреки,
дебелите заработки на грбот на народот. Погледнете какви сојузи се случија. Кој со кого си влезе во коалиција? Кој од кој одбрано друштво? Не е тоа опција за Македонија и за македонскиот народ. Па макар по 100 пати на ден да спомнуваат НАТО и ЕУ, НАТО и ЕУ. И не може тоа да биде опција, кога таа опција ја направи најкриминалната и истовремено озаконета приватизација во Европа. Создаде армија на невработени истечеци и група олигарси блиски до нив, кои ден денес им се главна потпора. Не, тоа не и не може да биде нашата опција или иднина. Не може човекот кој исповажа цел народ, дека ќе вработи по еден член на секое семејство во државата, или дека ќе се справи со октоподот, тој да ни биде иднината. Драги мои, колку и да им се доодворува на надворешните фактори, нудејќи се за извршител на било која нивна замисла. Македонија отиде пред него и пред неговата тајфа. Македонија ги остави зад себе овие ликови од маршната транзиција. Ги остави да се занимаваат со француски клучеви и со рушење. Ние, драги мои, само градиме. Ние не рушиме. Тие сакаат да добијат власт за да рушат. Па кој ќе им даде власт за да рушат? А однапред знае дека кога ја имаа власта, ништо не изградија. Тие ако дошле на власт, ќе бркале од работа од чистачка до министар. Тие не говорат како некого ќе вработат и кои услови ќе им ги создадат на фирмите, на компаниите за да вработуваат, туку мислат на тоа како ќе бркаат. Затоа велам дека нашиот политички конкурент е во длабока криза. Но тоа не може и не смее да не опушти нас. Ние не постоиме за да го победиме СДСМ и да владееме релаксирани. Ние треба постојано да ги рушиме собствените рекорди и да постигнуваме повисоки рекорди, повисоки стандарди и поголеми успеси од досега постигнатите. Треба непрекидно да сме иновативни, постојано со нови идеи за промени кон подобро и капацитет за нивна реализација. И да работиме и да замислуваме како противник да ни е некој многу перспективен политичар со висок капацитет и со чист морал. Оти ќе дојде и тоа време. Не смееме да сме неподготвени за тоа и да ни се намали конкурентноста. Или со спортски речник, кажано, ние не смееме да сме задоволни со шампионска титула во домашното првенство. Во една ваква конкуренција, нашиот успех треба да го мериме споредувајќи се и надпреварувајќи се со други екипи, пак со фудбалски жаргон, во Лигата на шампионите. Само така ќе одржиме формата, ќе го одржиме темпото и динамиката. Само така ќе бидеме посилни и кога кај против кандидатите ќе дојде ново раководство и нови играчи. Само така уште многу долго ќе бидеме први во Македонија во нашата лига. Драги пријатели, за крај дозволете ќе ви прочитам една мисла на скопјанката мајка Тереза. Многу ќе ви се најде низ животот, а особено во политиката. Посебно на носителите на функции, сегашни и идни. Се разбирам ако ја живеете, а не само да ја говорите. Ова е една од најубавите мисли кои сум ги прочитал во животот. Таа не е само христијанска, таа е општо цивилизацијска. Исто како што е и големата скопјанка мајка Тереза. Цитирам. Луѓето се неразумни, нелогични и себични. Сепак, сакајте ги. Ако правите добро, луѓето може да ве овинат за себичност. Сепак, правете добро. Ако сте успешни, можно е да имате лажни пријатели и вистински непријатели. Сепак, бидете успешни. Денешната добрина
може да се заборави утре. Сепак, правете добро. Искреноста и чистотата ве прават ранливи. Сепак, бидете искрени и чисти. Она што сте го граделе со години, може да го снема преку ноќ. Сепак, градете. Луѓето на кои на вистина им треба помош, може да ве нападнат ако им помагате. Сепак, помагајте им. Ако на светот му го дадете најдоброто од себе, ако на светот му го дадете најдоброто од себе, можно е да ве повредат. Сепак, дајте му го на светот најдоброто од себе. Во една прилика таа вели: шири ја љубовта каде и да одиш. Никој нека не ти дојде без да замине посреќен. Давај, но давај до болка. Се што не е дадено е изгубено. Кога ќе дојде судениот ден и ќе се најдеме очи во очи со Бог, ќе ни суди според љубовта, не колку сме направили, туку колку љубов сме внеле во направеното. Драги пријатели, живејте и работете во овој дух, колку што можете повеќе и подлабоко. Така сигурно ќе успееме повеќе и така сигурно ќе успее цела Македонија. Да сте живи и здрави, да живее Унијата на млади сили, да живее ВМРО ДПМН, да живее Република Македонија, да живее Европска Македонија.